целосно извозно ориентирана компанија, а дополнително е важно што производот кој го извезува, тоа е фероникелот, дава дополнителна додадена вредност на нашата економија, односно има нето додадена вредност на направениот извоз. Преку разговор со директорите на Еуроникел, дојдов до сознание дека и во оваа година и покрај економската криза во целиот свет успеале да го одржат речиси на исто ниво и производството, и извозот, и бројот на вработени. Тоа е добро за локалната економија, за сите вработени, но и генерално за економијата на Северна Македонија, посебно во ова време на светска криза. Владата ќе продолжи со поддршка на инвестициите во технолошки развој, унапредување на производството, набавка на нови машини, изградба на нови хали, отварање на центри за развој, истражување и вработување на нови лица. Владата ќе продолжи да ја дава ова поддршка за стопанството преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции. Добро, еве да искористам прилика и да се заблагодарам на заменик председателот на владата господинот Бетичи за денешната посета. Сметаме дека таа е во насока на охрабрување на нашите активности и продлабочување на релациите, а сето во интерес на подобрување на целокупната економија во државата. Како што истакна и вице-премиерот, во изминатите 3 години има многу работи кои што нас не прават горди и почнувајќи од делот на реконструкција на комбинатот до нормализирање на производството во нормални производни рамки, па се до доаѓање на листата на најголеми извозници во државата. Оваа година се соочивме со уште еден предизвик пред нас, тоа е здравствената криза, која што во одреден момент ја согледавме спремни да се прилагодиме према новите услови. За нас тоа не значеше намалување на производството, успеавме да го стабилизираме производството, а сето тоа заедно со сите чинители во нашата групација, почнувајќи од вработените па се до инвеститорите. Пред нас се секако и нови предизвици во наредниот период кои што следи. Очекуваме поддршка од институциите и од владата, која што во овие моменти на компаниите им е многу неопходна. Исто така, знаејќи дека тие компании кои што се носители на реалниот сектор, се всушност и носители на економијата во државата. Благодарам. Други прашања? Никој нема прашање? Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда. Цени веќе од 650 денари.